Добар ден, криптоентузијасти. Повторно во нашиот подкаст Криптомуавети, ова е веќе 10-та, ако не се лажам, епизода. Денес имаме многу интересни теми, како и секогаш го знаете мојот суговорник Никола, модератор на Криптовалути Македонија. Ќе оставам да се... Поздрав, дечки, од мене. Накратко, останете на каналот, има што да се дебатира и да се прави муавет. Како што може да видите, Никола има нова позадина, исто како и јас. Денеска нашата тема, како што може да забележите и сам, е Fuck the SEC. А зошто, ќе дознаете и сами наскоро. Значи, ќе поразговараме на неколку теми, со тоа што јас сега моментално ќе направам шер на нашиот скрин, со цел да може да образложиме за што поточно ќе се разговара денес. Сега. Може да видите дека ова е уствари, иако е малку постаро, со оглед на фактот дека е 3 февруари, тоа беа темите на кои што сакаме да поразговараме, но денес ќе имаме побитни теми, меѓу кои ќе се држиме главно на две. А тоа е моменталната ситуација со пазарот, падот и оној фад кој што го имаме за Етериум. Може да видите зошто мојата позадина е денеска со ваков декор. Жабоков, значи, е еден од главните причини за тоа. А исто така и ќе поразговараме малку повеќе околу ISO 20022, односно оние избрани затоа што сме само 4 дена пред март, кога официјално ISO 20022 треба да стартува. Така да, како и секогаш, значи, ако не е проблем, ќе стартувам само со кратка анализа на пазарот во однос тоа што се случува, а потоа ќе почнеме да дебатираме во однос тоа што мислиме за самиот фат кој што моментално се случува и од каде потекнува овој пад на пазарот. Ќе го оставам Никола доколку има нешто да каже за вовед, а потоа можеме малку да влеземе во техничка анализа. Па со оглед на тоа дека немавме направено нов пол за прашања и ги искористуваме стариве што беа предходно, ти ги сподели предлозите што беа. Јас имав чисто во текот на подкастов чисто сакав малку да разглавам околу биткоинот и неговата демистификација, така го крстив тоа. Така да малку подолго ќе ми треба за да го објаснам тоа, чисто ова како увод да кажам што ќе правам муавет, затоа и позадината ми е таква. Така да накратко тоа сакав само да им дам до знаење на гледачите, те оставам сега тебе да им споделиш тоа што имаш, па после ќе се приклучам и јас. Како што знаете и сами, јас и Никола се надополнуваме, значи има доста интересни работи од двете страни и како што кажав, значи многу подруго е кога на самиот канал имаме и втор глас кој што може да даде сопствено мислење, едноставно ја полни целата слика, да добиете и вие едноставно, како изгледа некој друг со своето мислење за она што се случува моментално. Сега накратко, ако се сеќавате она што веќе го разговаравме во текот на претходната техничка анализа, значи рековме дека ова што моментално го гледаме е директен резултат на пречки кои што се наоѓаат на патот на биткоин нагоре. Зошто е тоа така? Рековме дека значи буквално пред само неколку дена рековме дека ова локално ниво после иницијалниот пат на Тера Луна заедно со горната граница на Болинџер бендот, дополнително имаме и 200 неделната и 50 неделната средна вредност. Исто така овдека може да погледнеме дека дополнителна пречка е и горната граница на оваа Wyckoff акумулација. Сите оние кои што следат нашиот канал знаат точно за што зборувам. Она што сакам моментално да ви го доловам е дека имаме многу пречки кои што на оваа негде околу 25.200 цена на биткоин представуваат сериозна пречка за напредок на цената нагоре, а нормално како што можете да видите дека сме доста overextended, односно имавме огромен памп до овој момент, така да очекувано беше оваа корекција да се случи. Сега, јас нема да навлегувам премногу затоа што ќе имаме соодветно видео за техничка анализа кога тоа ќе го направиме. Само накратко би сакал уште да образложам во однос на тоа каде моментално се движи цената и што гледам следно во однос на низиниот пат. Значи, ова денеска моментално што го гледаме е делимично фат околу Етериум и потенцијална тужба, ќе објаснам малку повеќе околу тоа. Но исто така може да биде и ликвидации кои што моментално се случуваат, значи можеме да погледнеме на Look into Bitcoin. Значи ова е информација која што беше доставена до мене од еден од нашите значи оние кои што се членови на Криптовалути Македонија, од Марио Саздов, кој што како информација е доста валидна. Сега ќе покажеме зошто, значи можеме да погледнеме и сами дека моментално имаме голема разлика, значи зборуваме за оние големи китови на биткоин, каде што оние кои што имаат повеќе од 1000 биткоини, гледаме дека од почетокот на јануари 2037 имаме такви новчаници,
за моментално да имаме негде помалку од 2031. Што значи дека ова се на некој начин голем број на биткоини кои што се ликвидирани на пазарот, односно се вратени да речем на менувачници и може да биде една од причините поради кои што гледаме моментално пак на некој начин ликвидација и пад на цените. Како и да е, нели, не можеме да знаеме со сигурност, но мораме од прилика да добиеме слика зошто се тоа се случува, иако мислам дека главна причина е ФАД, како и моменталната пречка на овие јаки нивоа кои што се наоѓаат на горната граница на биткоин, додека во однос на пад имаме неколку нивоа кои што се корелираат, а тоа е прво, значи локалниот топ пред да колабира цената после FTX колапсот, кој што е негде околу 21.300, заедно со ова ниво на акумулација кој што е претходен локален врв, кој што можеме да видиме овдека, што на некој начин ни градат своевидно поле во кое што би бил максималниот пат кој што јас го очекувам ако се пробие овој канал надолу. Зошто го велиме ова? Ако погледнеме моментално на овој чарт каде што ги имаме 4MA индикаторите, можеме да видиме дека ваквото поле кое што го имаме од 20.500 до 21.200-300 да речеме, комплетно корелира со 20.000, која што е психолошка бариера, како и горната граница на bull market support band-от, кој што рековме дека е многу добар и значи би било потребно да го ретестираме, со оглед на фактот дека горната граница на bull market support band моментално е буквално 21.000. Значи гледате како ова поле кое што потекнува од, да речем, овие два локални врва, точно се поклопува со моменталната горна граница на bull market support band-от. А ако споредиме од претходни bull маркети, значи никогаш не можеме да почнеме со соодветен bull market се додека немаме соодветно ретестирање успешно на bull market support band-от. Значи ова е после COVID колапсот во 2020 година, истото можеме да го видиме и во претходниот bull market доколку погледнеме во 2013. Ова е чисто за да видите како опрлика изгледа. Значи успешен ретест на bull market support band, како што можеме да видиме, е основен двигател на следен bull market. Така да затоа уште еднаш ќе напоменам, јас очекувам да имаме успешен обид, доколку да речем тоа се случи. Повторно, не можеме да знаеме за сигурност, со оглед на фактот дека ФАД може да предизвика и посериозен пат на пазарот, но сега за сега јас не гледам причини зошто тоа би се случило. Сега, дополнително мораме да забележиме дека и самиот DXY, односно DXY, индексот на доларот, моментално е во солиден раст. Значи може да погледнете и сами дека уште од 2000, како ќе дое, од 2 февруари овој раст не престана. Значи имаме цел месец на раст на самиот DXY индекс, а таквиот раст и посебно ако може да погледнете и денеска, значи експлозивниот раст дополнително доколку ги споредиме биткоин и DXY, можеме да погледнеме дека нивната обратна корелација секогаш гледате и сами. Значи, од моментот кога имаме званичен раст на DXY, имаме и официјално, како што може да видите, корекции на биткоин. Значи, гледате, последниот сегмент буквално е целосно корелиран во обратен правец, каде што моментално биткоин се движи надолу поради висината на цената на доларот, во кој што најчесто и се тргува. Значи, ова е генерално сликата која што моментално имам, иако за ова треба соодветна техничка анализа. Сакав само на кратко да им покажам на нашите гледачи што моментално се случува со пазарот. Сега нормално ќе го оставам Никола да каже што мисли за целата оваа ситуација, нормално пред да навлеземе во фундаментална анализа со вести. Така, одлично за почеток. Јас чисто сакав да споделам нешто околу дебативе што се случуваат у групава и околу нели генералното мислење за пазарот, како би се движел на еден мид-терм или на шорт и лонг терм се едно. Значи чисто сакав да кажам, бидејќи направивме подкаст и со Токен Падок и таму ми постави прашање Оливер, дали сметаме дека ќе на некој начин ќе направи биткоинот ново дно, и во контекст на прашањето јас одговорив дека сметам дека нема да направи и дека сметам дека истиот пат би се движел нели кога ќе се формира корекцијата, но не напоменав кога ќе се случи тоа. Значи тоа може да се случи сега после март, може да се случи на лето, може да се случи тек во последниот квартал од годината. Значи тоа не можеме никогаш да го знаеме, но мораме да го земеме во предвид, како што кажа и ти, би било здраво да се случи една таква корекција за да почнеме конечно со бул маркетот како што треба.
Сега, во тој контекст, затоа да не ме разберат погрешно, бидејќи некој ми коментираше, сум рекол дека ќе паѓа, а сум објавил во групата во Крипто Македонија слика како расте. Значи да се разбереме и да има раст сега, рецимо докај 30.000 плюс минус, небитно. Потоа јас пак очекувам корекција. Тоа ми беше поентата, значи да има сега раст, очекувам да има корекција потоа за да се потврди бул маркетот. Чисто тоа сакав само да го објаснам, да не ме разберат погрешно луѓево. И сега сакав да споделам некои слики. Само секунда. Додека го правиш тоа, ако може само една реченица. Значи, многу од нашите гледачи би сакал да разберат една работа. Значи, знаете и сами дека првенствено тргувањето, односно инвестирањето е ствар на веројатност. Односно, никогаш немаме 100% шанса дека ќе се движи во една или во друга насока. Значи, секогаш мора, кога правите соодветна на некој начин анализа, да сватите дека имате 1% за движење во една насока и друг процент за движење во друга насока. И секогаш треба да се водите од тоа колку сте посигурни дека цената би се движела во една или во друга. Ризик постојано постои дека ќе се придвижи во обратна насока од она што вие го планирате. Посебно со оглед на фактот дека многу често цените на криптопазарот се директно манипулирани од играчи кои што имаат контрола над медиуми, играчи кои што имаат контрола над поголем дел на капитал. Значи, на некој начин не може со било каков мала промена на, да речам, моментално да направи дамп на 1000 биткоини. Нормално дека ќе се случи пат на самиот пазар. Така да, не можете секогаш да го земате ова, ако рече еден човек дека ќе оди нагоре, сигурно ќе оди надоле и обратно. Значи, тоа се некои работи кои што не можеме да ги предвидиме. Исто како што не можеме да предвидиме, многу пати досега сме спомнале. Не можеш да предвидиш, например, дали утре би почнала војна во Тајван. Не можеш да предвидиш дали, например, за некоја недела нема да се врати можеби ковид и некој да каже, знаете што, ајде сите повторно дома, сите во карантин. Така да тоа се работи кои што се од фундаментална анализа, кои што не може да ги да ги предвидите. Затоа секогаш движете се во онаа насока во која што според вашите анализи има најреална шанса, односно најголема веројатност тоа да се реализира. Извини, Никола, ако сакаш да превземеш слободно во било кое време. Не, слободно можеш да докажеш, бидејќи барам тука една слика. Да, слободно. Не, само тоа сакам да го напоменам. Значи, секогаш постои, колку и да се сите моментално изгледи, индикатори, фундаментална анализа дека ќе се движи цената во еден правец, тоа не го менува фактот дека може да се случи, значи, било каква вест која што е најмалку очекувана на пазарот, да го сврти во обратна насока. Значи, и овдека, како вие може да знаете дека Гери Генслер ќе испадне во некој вестник, моментално, во Нью Йорк магазин, не знам, сега уште не е ни објавено точно кој, каде што он самиот изјавува дека смета дека Етериум е хартија од вредност и дека голема веројатност дека ќе биде тужен. Така да имајте го тоа во препит. Значи, во ваква ситуација, тоа е буквално лично мислење кое што целосно ја менува сликата на пазарот во еден момент. И тоа не е ни направено, значи они не испаднале со тужба. Туку, сега кога веќе Никола се уште бара, би сакал да... Конечно ја најдов. Добро, слободно. Превземи... Не, докажи, дур ги спремам тука за шарување. Океј, само момент. Значи, ќе се вратиме моментално на мојот скрин. Значи, она што сакав да го напоменам. Сега да се вратиме овдека. Значи, ако погледнавте и сами од самата слика и од, мојата, ќе напоменам уште еднаш позади мене. Значи, моментално, Жабоков има намера буквално да... Не, ова е, значи, кажи ми зошто ова би го направил сега, пред Шангај. Значи, Шангај, следниот форк, треба да биде направен буквално на почетокот или средината на март месец. Каде што конечно ќе биде овозможен стейкинг и анстейкинг на Етериум. Односно, тоа е уште еден катализатор кој што им е многу битен на сите институции, дека од овој момент па натаму, значи, ти ако си институција, ќе можеш не само што ќе направиш стейк, ќе можеш и во било кој време да ги вратиш назад твоите Етериуми, така? Значи, тоа е на некој начин последниот сегмент кој што беше потребен за Ethereum да биде целосно POS, односно Proof of Stake. И сега наеднаш зошто он би го направил тоа сега? Значи, тоа е главната причина. Едноставно да се направи што може потешко да има успех Ethereum, посебно после реализирање на Шангај форкот. Зошто е тоа така? Значи, онако го прогласи моментално сега за хартија од вредност, сите они кои што ќе ги повлечат своите Ethereumi
они имаат практично хартија од вредност и мора да ги пријават. Значи, колку ретардирано е тоа, ама и успешно е, како што можеме да видиме, додека главната вест е моментално, јас се најдов на U-Today, значи, SecBoss hints that Ethereum is security. Че овдека можеме да видиме дека во сега, овдека не е најавено точно кој или пак така се нарекува New York Magazine, мада не верувам. Значи, ова е некој, затоа што се уште не е ни излезено интервјуто, значи, некој магазин, односно некој вестник од Нью Йорк, прави интервју со, нели, ова е уствари чермен, односно председател на Комисијата за хартија од вредност, Гери Генслер, каде што и самиот изјавува дека моментално Ethereum се смета за security. Сега, иако они самиот не најавил дека ќе има тужба или нешто, можеме да видиме дека претходно кога бил прашан, значи ако преминете преку сето ова моментално што го читам, ќе видите дека претходно кога бил прашан, истиот одбивал да одговори дека Ethereum е security според негово мислење, за моментално да го смени своето мислење сега пред март, пред Shanghai Network, значи Forkot. Така да верувам дека ова е направено со причина и ова е со цел да се забави адаптацијата на крипто, само што не можам да разберам зошто кога имате едни институции во светот кои што налагаат да се забрза, а други кои што налагаат да се забави. Че имате комплетна обратна корелација. Зошто го велам ова? У Америка имате, Жабоков моментално прави се што може да се забави крипто адаптацијата. Додека во Европа не само што имате мика која што треба да почне целосно имплементирана до почетокот на 2024 година во сите членки каде што ќе имаме целосна регулација на крипто. Додека дополнително на тоа, моментално ако ги гледавте вестите пред само некој ден кој што ги објавив нормално на мојот канал, значи имаше вест со која што поголемиот дел од банките во Европа бараат веднаш да се направи побрза постапка регулатива со која што ќе се дозволи на банките во Европа, на цела Европа зборуваме, значи со ваквото законодавство да имаат кастади, односно да можат да поседуваат, тргуваат, нели, и едноставно располагаат со криптовалути. Никола, спремен? Да. Така да ова е само сакав да кажам дека станува збор за обратна корелација која што не ја разбирам, но нели, останува да видиме. Повели Никола, слободно. Ајде. Да видиме дали потврди ми само дали да, само ако можеш сивиот прозор да го трнеш малку на страна. Така, тука ќе оставиме горе за не Да, како ти одговара, јасно, само да не се гледа на јасно, супер, одлично. Така. Значи вака сега. Еве ги прашањата од 3 февруари што сме ги објавиле. Значи јас напишав тука демистификација на биткоин, вадење на кеш со крипто и зошто банкстерите китовите сакаат редовно да си ги продавате вашите коини и токени. Не за џабе правам разлика тука помеѓу коини и токени, тоа е дефинитивно дистинктивно и треба да се прават разлики околу тоа. Секогаш го пропагирам тоа. Точно. Сега, многу често јас мислам дека и во некој од подкастиве го зборев ова, но сметам дека уште еднашка треба да се каже, бидејќи многу често ми поставуваат најчесто ликови што се нови, што немаат доволно познавање со крипто, а сакаат да почнат. Без оглед на тоа што има и новајли, многу и што веќе почнале, не знаат, немаат информации како да вадат се тоа. Значи, да не се лажеме, вадење на кеш постои и е можно на многу начини. Еден од начините е преку third parties, односно преку банки и разновидни финансиски институции. Потоа имаме локално, преку луѓе, односно еден вид на купо-продажен договор. Трет начин е преку банкомат за крипто, односно криптомат. И за жал во Македонија се уште го немаме тој криптомат или бизнисот со таков вид на банкомати не е почнат кај нас, но во околните сите држави постојат и може да се прави. Доле на улица имаме кај нас, буквално на 200 метри. Значи да не се стреснуваат околу тоа, леле ќе влезам у крипто, ќе ми ги земат парите, не можам да ги извадам. Значи јас да се разбереме, не сум влегол у крипто за да продавам сега или во скоро време. Јас сум влезен у крипто сега, дур трае овој bear market, да акумулирам што е можно повеќе средства за кога ќе биде во зелено, односно кога ќе дојде булот,
тогаш да продаваме. Нема логика сега да купам и да продавам, не знам, за неколку недели или за нешто. Мене тоа ми нема логика. Некои трейдери или некои што влегле купи продаи што мораат да продаат за краток период, ги разбирам, окей. И затоа и го кажувам ова, да не се стреснуваат, можат на разновидни начини да ги извадат своите криптовалути, односно да си ги продадат. Тоа сакав да го кажам прво. Сега ќе навлезам околу демистификацијата на биткоинот и зашто биткоинот покрај Store of Value се смета за Medium of Exchange и за Unit of Account. Вака се. Ова ќе се навратам после. Значи, ова е статија од Bitcoin магазин објавена во значи лани 7 јуни. Ете ти го Федот позади. Значи ги прајснува сите стоки во биткоин. Значи ова е најнова вест од лани, од јуни. Многу луѓе ја испуштиле и затоа сметам дека треба да се сподели. Значи чим самите овие што ви викаат да си ги продавате биткоините и што ве плашат за да акумулираат што е можно повеќе они наместо вие, ги преснуваат сите стоки во биткоин и се смета као Unit of Account што повеќе. Многу едноставно, че bottom line е, вие продадете го со они да го купат, па да ви го продаваат по цена кој што они ќе ја диктираат. Тоа е дефинитивно многу манипулативно и играат психолошки да ги измамат луѓето и мора да им го кажуваме ова. Значи ова исто од лани, август месец, преку 62 трилиони на мрежата на биткоин биле трансактирани. Еве, чисто за споредба, колку е GDP-то на Мурика, колку е маркет капот на злато, Apple и Amazon исто така. Чисто за споредба да видите. Значи ова е сега и поголемо, бидејќи информацијава е од лани, од август. Добро, како и да е, информацијата е сосема валидна, значи нели, на крајот од денот работава е за споредба. Мора да го споделам братот Кијану, што има изјавено, значи вика дека е одличен алат за размена на ресурси. И вика, ако го критикувате, тоа само ќе го направи подобро. Тука ќе го додадам и исказот на Нейт Диас, кој што вика, ако ме следиш, ти се уште си ми фан. Тоест, ако ме критикуваш, си ми хейтер, а ме следиш, се уште си ми фан. Значи, тоа сакав да го споделам околу биткоинот, пошто има премногу хейтери, не сваќаат дека само го прават подобар. А не постои негативна репутација, постои репутација. Значи, дали е негативна или позитивна, на крајот е репутација. Така е. Еве сега, чисто за трансфер волјумот, повторно да се навратам во некои бројки, ова е исто од Bitcoin магазин преку Hive, што е листан на Nasdaq. Значи имам од Glassnode фактички сорсот. Јасно. Ова е 2022 и 2023 погледнете, значи ова е за, као што можам да видам, вредноста на долар. Транспортна вредност у превод, само не знам каде не пишува. Значи овдека од страна пишува USD denominated value. И еве може да видиме, ова е низ годините, значи како се движело. А ова за биткоинот не можам да видам, мислам дека е од 2022 цела година е ова. Значи чисто се паралелни со тие доле практично. Како? Па паралелни се годините, ме разбираш, како доаѓа практично и доле. Да, паралелни се. Значи ова чисто сакам, значи од 2010 до 2023, да, во право. Ја мислев дека ова е месечно, небитно. Значи годините се тие. Сакам да објаснам колку само ова му дава... Не, чекај, стој. Мислам дека, брата, во владане е испринтани пари. Испринтани пари, така е. Значи, испринтани пари. Тоа е долниот дел, а горниот дел е Total Transfer Volume. Значи,
И сега еве го во 2023 погледнете наназад, значи колку бил, а ова само за нецели 3 месеци има направено повеќе од пола од претходните години. Ама не заборај дека кориците се во милиони, а долните се во билиони. Не сите се овдека кај биткоинот сите се во милиони. Така, ама долните се во билиони. Тачно. Така, чисто да го имаш пред. Значи ова се принтани, може да видите колку принтале изминативе 2 години, ова е страшно. Јас сега ќе се префрлам на нареднава слика. Значи ова е чисто позитивно за моментумот што го имаме сега, бидејќи бројот на non-zero balance, тие што имаат повеќе од нула на волетите на биткоин, ево раст. Еве ти може да видите, значи како точната година иде 30 милиони адреси. Да. Значи идеме се нагоре и нагоре. Да. А годинава е тек на почеток. Точно. Тоа чисто позитивно сакав да го споделам и сега се навратам, значи овие ми се фотографии од крајот на јануари и почетокот на февруари. Значи овдека можете да видите, значи кога ќе биде блиску во виолетова боја, секогаш следи раст. Што не значи дека после тоа нема да има корекција, но секогаш наназад, кога сме биле блиску до оваа виолетова зона, потоа следел раст. На cost basis ова се гледа, значи исто така од Glassnode изворот. Потоа ќе се префрлам на оваа фотографија и веќе се случија овие ликвидации, бидејќи ова беше на почетокот на февруари од HY Block Capital е изворот. Значи можете да видите дека ние бевме негде околу 23 каде што сме сега еве оваа стрелка и ги ликвидираше овие шорт позиции што имаат од 24 до 25. Сите речиси ги ликвидираше и потоа се случи корекција. Чисто сакав да покажам дека зашто е овој пат уствари. И зошто предходно имавме движење до приближно 25.000. Значи ги ликвидираше овие шорт позиции бидејќи беа стварно во голем број. Јас сметам дека имаме уште за ликвидирање нагоре и над 25.000, кога ќе добијам информација слично на оваа со ваков график, повторно ќе ја објавам. Чисто тоа сакав да го споделам и сега да се навратам овдека, бидејќи сега гледам дека и ме прозиваат. Значи, не, се извинувам. Ова е кога го барав твојот профил за прашањата. Значи, еве, сликата што ја споделив, можете да видите дека ова е тренд лајнот, значи тренд лајнот е со плава зона. Јасно е. И еве се потврдува. Значи се потврдува. Овие се две сценарија. Тука ми пишал некој зашто правам предвидувања нешто ова она, демек другите ги контролирале тие работи. Јасно дека големите играчи ги контролираат, но ние мораме да биеме у тек и мораме да имаме план Б секогаш. Јасно. Еве го тренд лајнот и сега, значи јас го споделив ова. Ова е како што може да видиме шорт терм, значи се однесува за месециве. Јасно, било да. Овој предвидел март дека ќе биде крипто манифест странава, предвидела дека март ќе биде булиш. И во двете сценарија, но во црвеното сценарио прво се очекува корекција, што според мене е многу поверојатно црвеното сценарио отколку зеленото. Тоа сакав да го споделам. И сега гледам дека ме прозиваат тука у групава, еве го Марио Саздов, да се врати нешто експерти што научивме, дека BTC не е корелиран со VIX и S&P 500. Значи ја никогаш не сум рекол дека биткоин не е корелиран со VIX и S&P 500. Туку сум кажал дека неговата
он као што викаше тоаш звезда водилка, значи звезда водилка не е дефинитивно VIX и S&P 500, туку DXY индексот. Мене тоа ми беше поентата на муабетот и дека треба да се пратат што повеќе индекси, а не само VIX и S&P 500. Тоа чисто сакав да го кажам, пошто гледам дека ме прозива дечкото, очигледно премногу е упорен. Значи вака, постојано го хејта биткоинот, само тоа ќе му дае до битно е да разбереме публицитет. дека треба да има повеќе мислење. Значи на тој начин се учи, да се разбереме. Значи јас уште еднаш ќе кажам, не може сите да биде булиш, не може сите да биде бериш. Сите имаат своји индикатори, своји, да речем, извори. Значи едноставно луѓе сите прават различна на некој начин анализа. Затоа и сакав да кажам дека он е еден вид на критичар на биткоинот и постојано вика дека ќе има бериш сценарио, постојано вика дека ќе оддампаат биткоинот и ова дека ќе дошол испод 10.000, значи ако си прав трейдер и ако си малце по-реален и реалистичен, нема такви информации, глупости да тропаш, разбираш. Значи јас го поканувам него. Разбирам, право си, само нели, секој има право да изнесе мислење. Ама јасно сега морам да му го кажам ова да слободно. Малце со реалноста, бидејќи не е убаво постојано исто мислење да имаш. Јас некогаш кажувам дека ќе биде бериш сценарио, некогаш кажувам булиш и тоа го темелам врз моите анализи, информациите што ги добивам. Јас не пропагирам постојано дека ќе идеме нагоре или не знам што. Значи, секогаш се темелам реално да ја пренесам информацијата. Ако он смета дека има нешто повеќе да каже, слободно го поканувам, кога сака на дебата, ќе се стајме, ќе продебатираме, но јас гледам дека он повеќе е контрадикторен према сам себе и постојано некои глупости пишува што стварно ја не можам да го разберам што сака да каже. Но настрана тоа, сакав уште да споделам околу ова, значи што се пари. Немојте да мислите дека декретните валути, односно paper money, се пари. Значи тоа се само едни обични хартии. Тоалетна хартија во боја. Хартија во боја, тоест ја го викам кеш и ништо повеќе. Тоа е medium of exchange, бидејќи со декрет гувернер на Централна банка во државите во светот дал декрет дека мора да се користат. Но тоа не значи дека така ќе биде и во иднина. Ова интересна статија што ја најдов од Универзитетот на Минесота во нивната библиотека. И тука ги објаснува, значи, функциите на пари, еве го повторно unit of account, store of value, types of money. Значи сега да не читам тука. Значи исто имам обработено јас во последното видео за BRICS, каде што буквално објаснувам што представува пари, што представува фиат, што представува соодветни ресурси кои што биле користени како пари, што представува златна резерва, сосема на место тоа што го покажува Никола, но доколку ве мрзи да читате, еве јас значи направив пред само една недела видео, значи најдете го видеото за BRICS Bucks и ќе видите таму детално објаснувам кое што представува и како истото е користено и нели која е на некој начин иднината за истите. Извини Никола, повеле. Не е проблем. Значи погледнете го видеото, доколку сакате посликовито да ви се разјаснат некои работи, тоа е напреден курс ако не се лажам што го имаше. Да, едно од последните видеа е многу едноставно. Кај мене на канал може да го најдете буквално едно од оние на првата листа со видеа. Супер. Значи овдека исто објаснува некои M1 и M2 figures како Федералната резерва ги смета парите, има и интересна пита, каде што уствари поголем дел од сейвингсот, ова е од 2010 информација, октомври, биле во депозити. Ја не можам да ги разберам луѓе, ова ми е огромен парадокс како ставаат депозити, орочуваат од банка, тоа стварно не можам да го разберам, но очигледно повторно предобро ги манипулираат. Па чекај. Каде се главниот дел од парите сега меѓу мене и тебе да разговараме? Еве вака сега. Кажи ми ти колку луѓе под 40 години се во Конгресот на Америка? Колку тројца? Да бидеме реални, ме разбираш? Значи тие исти фаци кој таа Ненси Пелоси што се тука од Втора светска војна уште се, не разбираш, бок и батина во Америка. Они знаеш кога ќе внесат во крипто? Никогаш, ако се прашуваат они, ме разбираш?
Така да, значи не заборај дека ова што гледаш ти моментално со банките е поради тоа што се уште парите во светот се кај baby boomers, ме разбираш? Тоа се тие генерации што се 60-70 години, што уште не знаат како да престанат да бидат главни, ме разбираш? Значи ќе бидам главен до смрт, па после мене како сакаат, после мене потоп. Покрај тоа за беби бумерсите, јас морам да кажам дека и моиве, значи потоа што идат Generation X и Generation Y како беа, небитно се. Правиме подделбите. Ајде, се чисто онака. Јас имам представа дека и младиве генерации исто така доста ставаат депозити у банка, значи тоа им ме плаши уствари, затоа и го покажав ова овдека, значи очигледно ги манипулираат луѓето, но ние и понатаму нема да престанеме да ги информираме адекватно. И покрај тоа што си ги ставаат депозитите у банка, се надевам, јас поделив тогаш 8 милиарди имаме евра и во Македонија во банка, значи орочено, ова најнова информација, тоа е страшно. Значи имаме против што да се бориме, против тие они што ги викаат fake news. Па они се тие fake news. Точно, да, знаеш како? Дали ти имаш медиум соодветен да споделиш тоа што моментално се случува во светот? Немаш, така? Немаме. Значи ние имаме група у која што доброволци учествуваат со некаков тип на едукација на Skype, ако ме разбираш, нели? Така да оваквата информација доаѓа до многу лимитиран број на луѓе. Ја затоа постојано зборам на нашиот канал. Вие сте таа заедница, вие сте тој пример што ако ви се допаѓа ова што го правиме како едукација, треба да го споделите со луѓе за да научат. Значи едноставно некои луѓе не допреле до истава информација. Не допреле до тоа што моментално се случува. Значи тоа што постојано ви го излагаме, како на подкастите, така кај мене на видеата, така на постовите од Никола на Криптовалути Македонија. Е дека се случува во позадина на светот многу голема промена во целиот финансиски систем. Сакале ние или не, тоа е реалност. И прашање на време кога тоа едноставно само вас ќе ви известа, знаете како? Ајде сега до тој датум во банка сите кешот на шалтер, па ќе ви дадеме картички што ќе ви бидат поврзани со EID личните документи и со нив ќе мора да си плаќате, па ако не слушате ќе ве казнуваме. Идејата е дека вака или така криптото ќе се случи. Значи тоа е само прашање на време. Ако не успеала Кина да го банира и на крајот сега почиња да наоѓа фиктивен начин како да го легализираме крипто кога веќе ја усравме работава, ајде ќе оставиме у Хонг Конг од 1 јуни да биде легално, а на тој начин ти на сите граѓани на Кина им даваш можност да тргуваат криптовалути во Хонг Конг. А во Кина е забрането и банирано целото крипто. Ако Кина како една од најаките земји го направила ова, замислете за останатите што останува. Значи, тоа што мора да го разбереме е дека никој нема да не праша нас или пак уствари да ни забрани нас или да не праша сакате ви или не сакате крипто. Останува на вас, така? Значи затоа имате го предвид дека буквално во ваши раци е моќта. Владата не може да дојде дома и да ве праша што имате на леџерот. Се разбираме? Значи тоа е таа разлика која што мора да разберете. И ваквата едукација нема да биде распространета се додека тоа не го направите вие. Повторно, јас не ви викам промовирајте не. Ја ви викам ако сте научиле нешто од нашите материјали, значи слободно дајте ги на некој што би сакал или што би имал полза да ги научи. Тоа е поентата. Е сега ако не е проблем на Никола би сакал да се навратам само на некој од поентите кои што ги направи, ако не ти е проблем нормално? Слободно, чисто само сакав да кажам дека ова околу дефиницииве за мани, што ги најдов на статииве и функцијата на парите, значи сите овие статии заедно со оваа статија од 2015 што ја најдов од Накамото институтот, каде што уште по експликаторно е се објаснето уште пред речиси повеќе од 8 години, така да овдека ќе ги споделам овие статии и чисто за крај, ова е доста добра статија каде што Infinite Market Cap се вика, каде што можете да следите целокупната пазарна капитализација и еве чисто видите каде се наоѓа биткоинот сега. Значи моментално е на 15-тото место, веднаш над Facebook. Тоа е тоа, јас сега ќе остопирам скринот, само секунда. Јасно. И после тоа, ако треба нешто пак ќе ти кажам. Вака, значи јас прво би се навртил околу делот каде што разговаравме дека едноставно мора секој да има свое мислење. Значи затоа и јас
ако гледате и сами подкастот е уствари начин на кој што јас моето мислење го споредувам со Никола. Јас ќе гледам понатаму доколку има и други луѓе да ги споделам истото и со нив. Зошто? Секој има различно мислење и на тој начин ќе добијам и второ мислење за моите анализи, се разбираме. Она што го кажа за Марио во ред, значи да вистина јас комуницирам со него, он стварно има бериш изгледи на целата оваа ситуација, тоа е во ред. Но вака ќе ти кажам, сега значи искрено барем тоа е мое мислење. Доколку некој не ми представи комплетно обратна мисла и анализа од оно што јас го имам, например, едноставно немаш предизвик да се замислиш, ме разбираш? Немаш предизвик да седнеш и да видиш, чекај, сега он ми вика вака, чекај да разгледам зошто е тоа така. Поентата што ми е, значи криптовалути Македонија заедница, која што се обидам да изградам на мојот канал, треба да биде баш тоа. Значи јас постојано го кажувам тоа, да биде критицизам, да, значи било каква тип на критика е прифатлив, додека е конструктивен. И затоа уште еднаш ќе напоменам. Прво, кога го правиме овој коментари, би ги замолил сите што се дел како на криптовалути Македонија, така и на мојот канал, правете го тоа со аргументи. Значи се додека е со аргументи никој нема да се навреди, само ќе ги споредиме и на крајот од денот нели секој треба да извлече своја поука, затоа што јас постојано кажувам, вие сте одговорни за вашето портфолио, вие сте одговорни за ризикот што го прифаќате. И на крајот од денот јас кога ви го давам како мислење. И ако гледате и сами, нашиот канал или Криптовалути Македонија не е место кај што луѓе делат типови. Купи воа, уплати ваму, стави шорт, стави лонг. Нема поента. Значи тоа буквално иде со онаа дефиниција. Ако му даеш на човек риба, ќе јаде еден ден. Ама ако го научиш да фаќа риба, ќе јаде секој ден. И оваа ситуација, значи како Марио, така и Никола, така и јас, активно работиме и треба да ги сваките сите овие, да речам, аргументите да ги превземете и да направите собствено мислење. Само на тој начин ќе научите. Значи јас можеби сум грешка моментално, но мојата стратегија на DCA, дури да сум грешка, дури и сето ова да отиде моментално до ново дно, што не би било според мене логично, јас само би купил уште повеќе. На крајот од денот единствена битна работа која што треба да извлечете од било која анализа или било кој кој што работи активно на ваша едукација е дека криптото е тука да остане. Не оди нигде. Значи, дали ќе биде бул маркет сега, дали ќе биде за 6 месеци, дали ќе биде за 2 години, бул маркет ќе има. Дали ќе има масовна адаптација сега, за 1 година или за 5, масовна адаптација ќе има. Прашање на време е само кога. Тоа што треба главно да го, без разлика дали е Марио, дали е Никола, дали сум јас, дали е било кој друг. Тие што сме овдека веќе долги години, што планираме да останеме, сме овдека затоа што сме свесни дека крипто не оди нигде. Само прашање на време кога ќе биде целосно адаптирано, а прашање на вас е дали вие сакате да бидете во него или не, или пак сакате да почекате, па после институциите да ви го продаваат по цена која што они ќе ја диктираат. Така да тоа би било само за да го заклучам делот со анализите, секој има право на свое мислење, само бидете конструктивни. Значи нема потреба од прозивање на нели соодветни имења, значи невкусно е. Така, секој може да сгреши, секој има свое мислење, но без различни мислења не можеме сите да следиме едно мислење, така? Чисто само да додам нешто, значи, окей да имаш различно мислење, се дур имаш некаква подкрепа. Јас имам чувство дека не само Марио, има многу такви што владаат по групава, бериш сценарија цело време, некои скринови постираат, прават нешто, ја не ја сваќам поентата која им е, дај нешто конструктивно, зашто сметаш така, не само да ќе се случи нешто сега, не знам. Јасно, образложи се, јасно. Некоја вест и после дампнал пазарот. Значи не само со чартови, со глупости, некои бош муабети ја се прават, туку дај нешто реално зашто би ти верувал, ме разбираш? Зашто да сметам дека тоа ќе се случи. Мене ми е сценариото, значи дека ќе дојде испод 10.000 смешно. Значи ако дојде испод 10.000, тоа реалната вредност на биткоин тогаш ќе биде као да е нула. Значи кои се шансите да се случи тоа? Јас пак ќе кажам. Јас го делам своето мислење. Секој си има свое мислење. Јасно. Значи види, да не биде празен муабет, тоа ми беше поентата. Јас само да кажам кое е моето мислење околу ова. Сега ако знаете што е сармат, ќе ви стане јасно зашто мислам дека ова е начинот на кој што може да дојдеме до 10.000. Ево. Според мене еве го начинот како можеме да дојдеме многу едноставно и лесно до 10.000 утре. Но ќе напоменам уште еднаш. Значи видете, поентата на заедница е да има различни мислења. Нема конструктивност ако нема различни мислења. Само да биде тоа на цивилизирано ниво.
Така да мислам дека овдека може да завршиме и пак ќе кажам, сега можеби не сите од нас се способни да артикулираат и објаснуваат и нели образложуваат на начинот на кој што го правиме јас и Никола, но нели потребно е кога веќе давате информација, посебно зошто го велиме тоа, Никола го образложи многу добро. Значи CryptoValuti Македонија има повеќе од 10.000 членови. Многу од нив се нови. И наједнаш вие кога ќе постирате таков тип на аргумент или на слика, без соодветно образложување, вие сте направиле општа паника на сликата затоа што они веруваат затоа што гледаат дека на пример Марио или Никола или Антонио имат 20.000 постои. И ако јас постирам такво нешто, а нема соодветно образложение зошто, они слепо веруваат на тоа, иако не треба така да биде, но тоа е реалност. Затоа што кога си нов, немаш информации, немаш знаење и следиш тоа што ќе ти испадне прво пред очи. Така да имајте го тоа превид, затоа е добро, значи поентата на целиот муавет е добро да се образложува. Сега, само околу Етериум, повели. Викам во секој случај тоа и првенствено за таа цел е направена групата, да се ние имавме едно правило што пробавме да го адаптираме, да биде секој пост тргнат ако нема образложение, но видовме дека многу луѓе не се придржуваат и затоа еве добро е да го кажеме тоа барем за тие што не се толку нови да го практикуваат и кога ќе видат новиве членови дека се практикува такво нешто, после они самите по автоматизам ќе престанат да споделуваат такви празни муабети да кажам или ај ако е меме или нешто такво за да се насмееме, разбирам. Ама кога шеруваш нешто што сакаш да го објасниш, тоест да го сликовито, визуелно да го објасниш, секогаш подкрепи го со некаков текст за да подобро се разбереме меѓусебно и да не бидеме љубоморни едни на други. Ја разбирам дека не можат сите да искочат пред камера и све тоа. Дури јас сум го имал тој страв, признавам. Значи секој има своји стравови. Но да не бидеме љубоморни. Поентата е да се издигнеме сите како нација, како македонци. Поентата е на седницата, точно. Тоа сакам да кажам постојано, јасно. Да не бидеме такви со рекла казала муабети да се критикуваме меѓу себе чисто само колку да се изедеме гомна. Нема потреба. Сите сме овде со иста цел. Целта на цела седница е иста, профит. Значи целта на заедницата е иста, само нема поента што викаш ти, значи на крајот од денот не го зимаме лебот еден на друг ако еден бил грешка или друг бил во право. Значи поентата е да најдеме заеднички јазик да видиме кои се најголемите, најдобри изгледи. Така. Добро, мислам дека го завршиме ова, го исцрпиме аргументот. Добро, готово. Нема проблем. Само нели, за да можеме да продолжиме пошто има уште еден што сакам да го опфатам, да не биде премногу долго. Доволно. Сега, значи, уште еднаш сакам да напоменам тоа што го разговараме на самиот почеток. Потенцијална тужба на Етериум може многу негативно да се одрази на криптопазарот. Уште еднаш сакам да напоменам, многу е битно, иако ова е само најава. Додека официјално не видиме дека испаднало на вести или дека испаднало Гери Генслер во некој говор да каже моментално одиме против Етериум, такво нешто се уште нема. Значи ова е само вест со која што моментално он се изразил самиот себе си дека потенцијално ова може да се случи. Но каде има чат, таму има и оган. Така да имајте го тоа превид, во следните неколку дена ќе следиме будно дали нешто вакво ќе се случи, затоа што уште еднаш ги напоменам, овој пат што гледате овдека е ништо во споредба со пат кој што ќе биде доколку Етериум е тужен од SEC. Имајте го тоа превид, тоа е втората најголема валута и тоа е многу голем залог. Ако SEC се дрзне да оди таму, јас верувам дека ќе имаме каскадно дејство на пазарот и ќе имаме голем страф. Значи, во ред ќе имаме голем пат, но колку ќе биде падот мораме да процениме според тоа како ќе се, значи не може да предвидите како ќе се изјасни пазарот околу тоа. Значи многу луѓето можеби нема да се исплашат, така? Кога имаме оние Етериум булови. Но вакви работи сигурно ќе има пат, прашање на тоа колку ќе биде голем падот останува да видиме кога ќе се случи. Така да нема логика да нели анализираме нешто што не се случило се уште. Но затоа и велам, мене првата нормална ситуација која што би рекол е буквално овој ритест на Bull Market Support Band. Останува да видиме дали тоа ќе се случи, но би напоменал на сите што се моментално дел од групата и како и од мојот канал, отворете очи за ова, тоа може да биде доста голема корекција доколку се случи. И да не сакаш да напоменеш, извини, за Етериум нешто. Не, добра поента само направи, значи кога кажуваме ние дека ќе се случи пат, не мислиме одма и веднаш, значи тој пат може ќе се случи после неколку недели, после месеци, значи сепак мислиме на еден мидтерм
каде што правиме анализа што сметаме дека би се случило и кога ќе го кажеме тоа, добро е што го кажа, значи многу луѓе затоа и погрешно не разбираат. Не секогаш ќе се исплашат луѓето во таква ситуација и ќе продадат, може напротив и да бидеме некогаш грешка, па обратно да биде. Нели мислам дека и се случи последно тоа, на никој не му беше јасно зашто имавме толкав раст, сите очекуваат тогаш корекција, се случи раст, па корекцијата дое после тоа. Значи, Јасно. тоа сакав да го кажам, да не сметаат, да не ги взимаат сите анализи, тоест предвидувањата кога ги правиме здраво за готово. Значи, анализите, кога споделуваме вакви, кога го шеруваме скриноти, кога сакаме да ви споделиме некакви информации, тоа земете го здраво за готово. Но кога правиме предвидувања, што би се случило, кога има би, односно и кога нешто не се случило, нема потреба, кој што рече, да го анализираме. Затоа ми беше добро да го потенцирам уште еднаш тоа, да не си мислат после да ни речат, еј ти рече ќе расте, падна. Значи не секогаш веројатност точно ќе предвидиме нешто. нешто. Веројатност. Мора да разберат дека станува збор за веројатност. Веројатност постои 100%. Дали ќе оди нешто во еден или во друг правец, секогаш има процентуално, нели, дека очекуваме тоа да се случи поради одредени аргументи. Така да сватите го тоа како веројатност. Значи затоа и велиме поверојатно е да се случи ова отколку да се случи нешто пообратно. Така. И околу ова би сакал само да напоменам, Роберт Киосаки, не знам кој го познава од вас, кој не е, тој е еден од, да речем, поискусните генерално на пазарите финансиски, не само на крипто, но е еден од оние ретки, да речем, примероци на бейби бумер дедо, кој што има над 60 години и кој што активно се залага за крипто, на некој начин да биде во мејнстрим медија. Сега. Ја преска ова не сум те приметил уствари, веш, не го дочитав цело ова. Значи јас исто ово го имав прочитано. Сјакога го читам уствари гледам дека е истото. Јас треска ми се виде кога ми го покажа дека е нешто друго. Мисля дека е нешто друго, нема вест. Како и да е. Значи, само сакав да напоменам дека истиот е автор на Rich Dad Poor Dad, можеби сте чуле за таа книга, една од, као демек, топ 10 на сите времења финансиски книги. Сега, идејата која е? Значи, истиот има некој, да речем, предскажување според неговите анализи, во кој што самиот кажува дека, сега не знам дали вие сте во тек или не, нема да навлегуваме премногу, тоа го анализираме јас постојано кога зборуваме за Фед. Значи, се очекува да имаме практично рецесија, која што он верува дека ќе биде депресија. Зошто е тоа така? Според она што јас го следам, затоа што сум гледал доста анализи од него, значи он го очекува оно масовно отфрлање на доларот, кое што моментално се случува. Значи гледате како полека државите почнуваат помеѓу себе да функционираат со размена со сопствени валути и не сакаат да го користат долар, поради тоа што можеме да видиме колку Мурика нели го користи доларот како оружје моментално. Идејата е, како што кажува и самиот, дека до 2025 година очекува да настане депресија. Тоа е веќе неколку пати на некој начин дури спомнато, да речем, во финансиските пазари во Америка, иако моментално Федералната резерва со јаката економија кажува дека ќе имаме soft landing, што во превод значи дека ќе успееме да ја намалиме инфлацијата без да ја уништиме економијата. Иако тоа не можеме да знаеме дека ќе биде сигурно додека не се случи. Идејата е дека и самиот кажува голема е веројатноста дека луѓето ќе изгубат целосна доверба во фиат маните, зборуваме во кеш, како што кажа Никола, или тоалетна хартија во боја, како што јас велам, и дека ќе се вратиме повторно назад на користење на, како што може видите и само напоменува, значи злато, сребро, како и во случајов дигитални валути како биткоин. Сега, ова дополнително се надоврзува на тоа видео кое што го направи за BrickBucks, каде што BRICS се обидува моментално да акумулира што може повеќе злато, за да направи нова светска валута која што ќе се врати назад кон златниот стандард, каде што секоја една банкнота ќе биде покриена со соодветна против количина на злато во, да речем, одреден сеп на земјата која што ја произведува. Така да, гледам дека и он го има до некаде слично мислењето, со тоа што и он очекува дека ресурсите сами по себе, ретките ресурси ќе се вратат да бидат, нели, као размена на добра. Тука ми се свиѓа поготово што го има наведено Bitcoin People's Money, значи со знакче од долар, значи сака да каже дека биткоинот ќе го замени доларот. Сега не знам, тоа дефинитивно ќе се случи. Јас го имам истото мислење како Роберт Киосаки.
Но тука сакав нешто да кажам, не знам каде ми отиде информацијата, сега не можам да се сетам кај ја видов, дали по форумиве на Facebook, негде по групиве, не е ни битно. Значи сакав да кажам дека има две сценарија долгорочни. Значи правиме муабет 15 години па надале, 20 години па надале. Значи или ќе го спасат доларот, а останатите финансиски деривати, сите останати инструменти што се поврзани моментално во финансискиот свет, ќе бидат заменети, значи тоа е едното сценарио, односно, значи ќе си има спас на доларот како валута, но останатите моменти во финансиските деривати и сите останати ќе бидат на еден начин заменети, претопени и така натаму. Второто сценарио е дека ќе нема да успеат да го спасат доларот или свесно ќе одат во сценарио да пропадне доларот, што мене ми е многу поверојатно, бидејќи со ова принтање што го гледаме изминативе 2 години, ми дава до знаење дека они свесно одат да го уништат доларот, но да ги спасат обврзниците и останатите финансиски деривати, што според мене многу би било поверојатно. Сега ова правам некое хипотетичко гледиште, долгорочно од прилика 20 години у иднината. Така да јас сметам дека биткоинот дефинитивно ќе биде валута на луѓето, односно на народот. И не е само профитот тука, значи мене секогаш да, битен е профитот и сите да направиме профит би било екстра, топ. Но тука има многу и други моменти што биткоинот ги носи. Пред се децентрализираноста и можноста за развојот на економијата, значи знаењето. Тоа ми е секогаш мене над профитот и секогаш ќе го пропагирам биткоинот како таква валута токму поради тие работи. Значи тоа беше едно изглед сценарио што би сметал дека ќе се случи во иднина и кои се двете варијанти за крах на доларот и кажав која е според мене поверојатната можност. Мада ова е нели нешто што би требало да се случи во неколку декади, и како што кажа и сам, значи моментално таквиот огромен систем на финансиски институции каде што нели банките на некој начин го вртат светот во оваа ситуација заедно со тие принтери на пари, реално не може да, значи тоа е, знаете како? Сега ова многу добро би се надоврзало на ова. Значи ова е тоа што на некој начин представува оној мост. Зошто го велам тоа? Се сеќавате, многу пати досега разговараме, значи ова е ISO 20022, односно новиот финансиски стандард кој што треба да го замени SWIFT, каде што моментално преку оваквиот стандард се обидуваат да воведат инфраструктура во која што ќе има и CBDC и во која што ќе има и крипто. Сега, зошто е ова да се надоврзува на оно што го спомна Никола моментално? Значи, не заборавајте дека овие огромни институции кои што моментално го поседуваат светот, зборуваме за овие огромни корпорации и банки кои што имаат повеќе GDP од најголемите економии во светот, значи нема едноставно да се предадат и да кажат, знаете што, ние изгубивме, ворете, еве го оставаме финансискиот систем, слободно заменете го, да бидеме реални, така? Да. Овие валути што ги гледате моментално, ја затоа и на пример, значи свесно ви кажувам дека дел од нашето портфолио ќе биде заменето и ќе биде алоцирано на овие проекти, со исклучок на Stellar, како што кажам многу пати, затоа што веќе поседуваме многу голема количина на Ripple. Сега, зошто го велам ова? Ова се централизирани проекти. Крај на моја. Нема никаква поврзаност со децентрализацијата која што има биткоин. Но вие како банка и како институција и како таков тип на централизирана моќ, дали би прифатиле коин кој што не може да го контролирате, кој што го немате во соодветна количина за да биде дел од вашиот нов систем, или пак би прифатиле централизирани проекти како овие каде што имате на некој начин еден центар на моќ како во Ripple, каде што едноставно може да реагирате доколку на пример нешто не оди по ваш терен. Така да нормално е ваквиот степен, затоа што они се свесни дека не можат да избегнат. Криптото доаѓа на еден или на друг начин. Така да, ISO 20022 е уствари првиот чекор од таквиот колапс на доларот кој што они плански го прават, но се обидуваат да најдат решение кое што ќе го замени доларот без они да изгубат дел од својата моќ. Како ќе го направат тоа, како што може видите и сами, кога веќе треба да прифатите нешто што народот толку многу го сака,
прифатете го, ама прифатете го тоа што вас ви одговара, така? Па ова се тие проекти, затоа ви велам. Значи на крајот од денот треба да се фокусираме на профит. Јас затоа и велам дека да ги имам овие 7 коини кои што моментално се овдека презентирани. Погледнете кај нас, значи ние имаме посебен дел, посебна плейлиста на која што ги обработуваме сите овие коини еден по еден, со исклучок на моментално XDC, кој што ќе го обработиме требаше вие денес, верувам дека ќе добиете утре. Идејата е дека моментално ISO 20022 ги приближува криптопроектите кои што се прифатливи на овие 1% кои што го владеат светот до нив со цел да ги искористат како технологија, затоа што да бидеме реални, леджерот како технологија, самиот блокчейн технологија моментално е светлосни години над овој финансиски систем кој што моментално го имаме во светот. Така да затоа и ќе кажам уште еднаш. Значи во рете вие, значи јас исто се залагам за такви децентрализирани проекти како Биткоин, како Cardano, значи каде што имаме масовна децентрализација која што е толку голема и толку моќна, што едноставно големите играчи нема да можат и да сакаат да направат ништо против неа. Но сакале ние или не, џабе се трудиме за децентрализација кога на крајот од денот, значи капиталот прво ќе дојде на вакви проекти. Зошто го велам ова? Никоја институција нема да и текне сега да финансира Cardano. Зошто го велам тоа? Затоа што е децентрализиран. Затоа што и да инвестира, она не може да добие доволно за да може да контролира. Додека во овие проекти вие многу едноставно може да го направите тоа со оглед на фактот дека може и самата фондација која што го направила, да речеме, или корпорација ваквиот проект да ја контролирате, како и да контролирате голем дел од овие токени затоа што на некој начин се уште не се во левелот кој што е биткоин. Така да ќе напоменам уште еднаш, барем јас така гледам на работите, значи моменталниот финансиски систем нема туку така да се предаде, туку прво нормално дека ќе пружи отпор, а сакал он или не, ќе мора тоа да го направи преку адаптирање на проекти кои што се блиску до централизираните институции кои што моментално го гледаме. А од март, тоа е само за 4 дена од сега, почнува целосна адаптација на ISO 20022 стапува на сила. А ова се првите 7 проекти кои што се compliant, односно кои што веќе ги имаат исполнето сите барања на ISO 20022 за да бидат легални и тргувани како од институции, така од банки, така од држави, корпорации и слично. Со тоа што еве овдека дури има еден интересен твит, значи ова само да го завршам интересна работа, значи Линда П. Джонс, како што можев да истражаме, е уствари автор на финансиски дела, значи има напишано книги во однос на финансиите, каде што една од сликите, само да ви покажам, значи буквално она што постојано го зборувам. Значи институциите не се слепи. Они ако мислите дека го игнорираат крипто, тоа се лажете. Че они се свесни за овој проблем и они го гледаат како проблем. Но гледате они на некој начин, нашиот начин како да го решат тоа. Зошто? Они сега на луѓето ќе им предложат, значи со тоа што прво ќе бидат легализирани овие валути, ќе им предложат високо централизирани валути кои што целосно ќе ги спроведуваат правилата кои што институциите ќе ги наложат, како што може да видите овдека, и веќе они нашле точно блокчейни кои што им требаат за сите оние битни ствари кои што треба да бидат направени во следниот сегмент. А тоа е Ripple за транспорт на капитал помеѓу институции и банки. Stellar, транспорт на капитал зборуваме преку граничен во првиот и во вториот случај помеѓу луѓе и помали компании. Zinfin, тоа е смарт контракт платформа која што ќе биде, значи ова ќе го објасниме по во детали, но сега за сега веќе е значи комплетно инволвирана со најголемите институции и банки во светот, која што треба да даде соодветен софтвер за сите компании кои што сакаат да имаат свој блокчейн. Во превод треба да им даде на компаниите поедноставен начин како да се приклучат на новиот блокчейн поредок, да речеме. Algorand е најзелениот моментално смарт контракт платформа која што како таква треба да биде и значи официјалната смарт контракт платформа на целата ова ISO 200 збирштина, да речам, и IoT е Internet of Things, иако не е блокчейн, е DAG, значи Internet of Things, односно поголемиот дел од Internet of Things да биде промовиран и регулиран преку IoT. Знаете и сами, Internet of Things представува комуникацијата помеѓу околните, да речам, електрични апарати околу вас и вас. Значи она смарт машина, смарт кафемат, смарт клима, значи тоа е на некој начин блокчейн кој што ќе треба да го реализира и исто така на крајот се и Quant и HBAR. Quant треба да биде over ledger, односно да биде на некој начин новиот автопат на кој што сите овие ќе се поврзат. Значи зборуваме
од масовни апликации за комуникација до апликации за плаќање, блокчейни, компании, банкинг. Значи сакам да ви кажам дека они веќе го спремаат тоа на голема врата. И верувам дека нарочно не се промовира моментално, затоа што пак ќе кажам, вие ако спремате валути кои што ќе бидат, нели, зборуваме легални само за неколку луѓе, нели оние првите кои што треба да го дадат самиот капитал, дали вие тоа ќе го рекламирате сите да го видат, така? Значи зборуваме за замена на SWIFT. Замислите колку е тоа големо. 16.000 институции моментално се под SWIFT. Тоа се сите институции финансиски низ целиот свет кои што моментално комуницираат преку SWIFT. Истите тие ќе бидат заменети со еден стандард, кој што има само 7 валути кои што моментално се легални и ќе бидат на некој начин дозволени за трговија помеѓу компании, држави, банки и слично. Така да, пак, јас не ви кажувам да ги купите. Јас ви кажувам дека според нас, барем за нас како група овде, значи јас сум одговорен за да речем портфолиото на самата група, би било преголем ризик да пропуштиме потенцијална добивка на овие 7 кои што би биле првите кои што ќе добијат капитал како никогаш досега во криптосферата. Ова е наше мислење и секако на крајот од денот во следниот bull market не само овие, сите криптовалути ќе однагар. Дали е shitcoin, дали е некој на 3-4 место од market cap. Сите коини одат нагоре, но потенцијалот што може да го добијат овие коини од тој прв капитал кој што досега не сме го виделе во крипто, значи 2 трилиона, 3 трилиона, целосен market cap од 2021 година е ништо во споредба со капиталот кој што треба да дојде кога ќе дојдеме до масовна адаптација. И затоа и велам, овие 7 коини според мене, ако го добијат тоа, дури да е мала, мислам, не гледам зошто би била мала шанса да тие се првите 7. Ако се случи, тоа ќе биде многу позитивно за нашето портфолио, но нели, спремни сме да го земеме ризикот и да не се случи или пак да се случи понатаму подоцна во самиот bull market. Така да сакав само да го презентирам, затоа што е 4 дена пред март и би го оставил сега Никола ако има нешто да надопълни. Сакав да те прашам таму до Етериум на сликава, дали е тоа Coinbase? Не можам да видам, пробував да видам. Не, на истата слика кај што беше. Значи на истата слика кај што беше. Чекај, зборуваме за веста за Етериум, вашо е дека ќе има Гери Генслер? Еве истата слика што имаше отворено сега, братија. Значи истата слика. Овде? Да, у средина е Етериум, го гледам над квант. Консенсис. Над квант во средина го има Етериум. Етериум десно од него е консенсис. Сега го гледаш подобро. Што е тоа? Не знам што е тоа. Гледај сега, воа се компании кои што дел од нив се поврзани со крипто, дел од нив не. Значи ја направив, знаеш она видео каде што разговараш за WEF? Да. Таму на пример и после тоа направив посебно видео за ISO 20022, каде што сите овие компании кои што ги гледаш овдека се компании кои што беа дел од WEF, Давос 2002, значи на почетокот во јануари 2020. Значи консензус е една од нив, така? Сите овие, значи буквално ако се сеќаваш, значи ова беше фактички го направив заедно со Александар како колаборација, така? Значи тоа се уствари буквално кога ќе влезеш кај WEF, значи нели имаат соодветна страна. Сите овие компании кои што ги гледаш овдека, дали е JP Morgan, добро, очигледно, нели? Да. Impel, нели, Consensus, Interledger, Quill, сите овие се партнери во WEF. Сите се присутни како на последниот, така постојано, значи сите овие што ги гледат овдека, дали е сега нели, овдека е фокусирано на крипто проектите, се разбираме. Останативе се на некој начин дополнителни проекти и компании кои што се поврзани во целата оваа шема. Се уште работам на тоа да знам која е поентата на сите овие, но пак ќе кажам, значи ова е одамна размислено, одамна конструирано, сега моментално само оние кои што истражиле, виделе дека моментално го спремаат, верувам дека наскоро ќе дознаеме многу добро кога ќе започне ISO 20022, но јас само се обидував да бидам спремен, да не бидам последен што ќе дознае, леле, гледај, вие уствари веќе припремиле, ме разбираш? Значи, зошто гледате, зошто ви го напоменав тоа? Значи, секој од овие 7 коини има своја цел. Затоа и секој од нив ги обработивме посебно во, да речем, 40 до 1 часа видео, за да образложиме која е поентата, што се обидува да постигне. Затоа што вие ако градите нов финансиски систем и сакате истиот да биде базиран на блокчейн, си ги бирате проектите што ви одговараат, така? Но бирате проекти кои што не си, да речем, газат еден на друг, не разбирате? Зошто велам? Ripple трансакции помеѓугранични, но на големи институции и банки. Stellar трансакции помеѓугранични, но на луѓе, на компании.
Значи да не се косат еден со друг, да не си ги земаат на некој начин сферите во кои што функционираат. Hedera Hashgraph представува еден од најбрзите моментално не е блокчейн, туку е DAG со second layer блокчейн кој што ќе се обидуваат да направат понатаму смарт контракти, но битниот дел со Hedera Hashgraph е тоа што имаат само околу 36 нодови. Секој од овие нодови е даден на огромна корпорација. Еден нод има IBM, еден нод има Boeing, еден нод има Google. Моментално Dell доби еден нод. Што замислете вие, Google и Dell одлучиле да водат нод на Hedera Hashgraph. Кога ќе го погледнете, Hedera Hashgraph е на некој 30-40 место, си викате добро, која е поентата, така? Не е за џабе сето тоа. Квант. Значи, гледајте колку голема улога има Квант од целата оваа ситуација. Квант, според тоа што овдека моментално они го презентираат, треба да биде overledger, треба да биде букварно нешто слично на Web3. Значи, се да биде конектирано преку самиот Квант. Истиот има 4 леера во кои што се тоа може да се интегрира. Значи, толку е софистициран, што овоа може да влезе во него како са нели според тоа што они го презентираат, останува да видиме. XDC Zinfin се уште работам на тоа да го презентирам соодветно, но колку што можев да видам, многу е поврзан моментално со институции во Европа. Значи, моментално Zinfin го имав, значи, да ти покажам сега, моментално е дел од ITFA. Ако не беше Zinfin, само да видам дали беше вака точно. Zinfin. Не знам, мислам дека го најдов како што треба. Значи ITFA моментално е, гледај ги членовиве на ITFA. Значи, кога ќе отидеш во Members, ќе ти ги даде овдека, гледај кои се, значи ове моментално има колаборација помеѓу самиот Zinfin и оваа, да речем, организација во Европа. Гледај оваа моментално. ITFA Members. Гледај кои се членовиве на оваа организација. Само моменти ќе ти стане јасно зашто зборувам дека ова не е за џабе. Значи негде на крајот беше овдека, само да ги најдам, зашто не може да ги најдам моментално. Не ги видов веќе банки. Гледај овдека сега. Значи имаше цели категории, сега тоа се обидувам да најдам точно каде беше, не можам да го најдам точно. Сите банки на светот. Разбираме? Јас стварно не знам точно што уствари представува ITFA. Значи гледаш, represents the rights of and interests of banks, financial institutions and service providers. Асоциација некако. Така да е, јасно. Идејата е дека, значи само да видам дали можам да го префрлам овдека го имав најдено, само момент. Мислам дека ги најдов овде. Membership directory, сега ќе го префрлам на новиот, само да видите како изгледа. Значи, само да префрлам, морам да го сменам скринот, затоа што ги најдов на друго место. Само да видам membership directory. Мислам дека беше ова. Го гледаш моментално? Да. Гледаш? Да. Гледај овде. Гледај колку банки има моментално во membership directory на ITFA. Гледај. И тоа не зборуваме, гледај, Бразил, Кина, Монтреал, Канада, гледај. Многу се стварно. А ова е моментално партнер на Zinfin. Значи има партнерство со кое што Zinfin станува дел од ваквата. Ме разбираш што сакам да ти кажам, ама нигде го нема како информација, ме сваѓаш. И сега например да се вратиме назад на претходниот скрин каде што разговарав за целата оваа ситуација, за да нели пошто ми е што спремав за Zinfin веќе. Да, и имаше еден кој што сакав само да го споделам. Само да видиме, беше овде, да. Значи, гледате што сакам да ви кажам, на крајот од денот они веќе тоа го испланирале. Може да го искрину, така? Да. Добро. Дали сме на правилно? Да. Значи, веќе го испланирале. Гледате дека секој од нив има соодветна улога. Algorand, рековме, е најзелениот моментално и не само тоа. Гери Генслер за Algorand има кажано дека Algorand е крипто за пример. Замислете Гери Генслер. Проверете го, ова е официјална информација, затоа што тој што го има креирано Algorand е колега на Гери Генслер од MIT. И моментално Algorand, значи, постојано е на сите конференции во Давос на УЕФ. IOTA иста ситуација. Треба да биде корелација на сите Internet of Things ствари со, да речем, новиот финансиски поредок. Ова е само да ви покажам дека ова е смислено, че ова не е коинциденција, ова се случува веќе долго време, само што како што кажавме и јас и Никола, никој нема да дојде да ви каже, знаете што, купете пошто ние купуваме. Они ќе ви кажат дека треба да купите кога они ќе го купат и на крајот ќе ви кажат, знаеш што, ние го купивме, проверивме, добро е, дај сега ќе ви го продадеме. Значи ова е само за да завршам, ако има уште нешто Никола да каже, мислам дека е доволно с оглед на фактот дека
Чисто сакав да те прашам, тоаш кога го правевме на почетокот еден од првите два подкасти, дали беше моментот за Етериум дека е deflationary asset? Дали тоа го зборевме или нешто друго беше, не ми текна во моментот? Ова сме збореле сигурно, че јас еве ќе ви покажам повторно, че Ultrasound Money, тоа е страната ultrasound.money. Не можам да се сетам само дали го кажавме дефлаторно средство или друг термин употребивме, не можам да се сетам. Еве не дефлационе. Само што го кажам на македонски. Еве погледнете и сами. Значи моментално дефлационо. Да, значи имаме 37.432 етериуми помалку од колку што би било доколку да речеме сега ако погледнете на POW, гледате што би било до сега. Од кога е мрџо зборуваме, така? Значи еве симулација на POW. Би имале 1.863.000 плюс етериум. А додека кога е на POS, гледате што се случува. Значи минус 0,07% на годишно ниво со моментално. Значи сега уште е падната. Да, значи сега е моментално дефлационен, гледате. Значи под нулата е. Фактички постојано се горат повеќе од колку што произведуваат. Ево овдека може да ги погледнете. Значи имате моментална, сега повторно, че ова постојано се менува со оглед на фактот дека Етериум, нели, во однос на колку се користи, има различен фи. Колку повеќе фи, толку повеќе брн. Колку повеќе брн може да видите, затоа што issuance ќе биде фиксно. Значи воа ќе биде постојано истата количина. 660-659 илјади, со тоа што нели, некогаш малку повеќе, некогаш малку помалку. Се зависи од брн, а брн како што може да видите сега моментално на годишно ниво се гори дупло повеќе од колку што се произведува. Значи се горат 100 практично 1.258.000 на годишно ниво се горат, а 660.000 се произведуваат. Така да, затоа ви велам, од година на година вие ќе имате се повеќе брн за разлика од тоа колку ќе биде произведувани. И нормално ќе биде дефлационен. Значи еве, на годишно ниво е пола процент во дефлација. Еве гледате. Че овдека ова го направиле со цел да ви каже која е нели разликата помеѓу нив директно представена во проценти. А ова само ќе се забрзува со оглед на фактот дека Етериум сега моментално не е толку користен. Замисли кога ќе влеземе во следен bull market, кога ќе почнат сите да фрлаат еден куп пари на NFTs, fees, на минтање, на ме разбираш? Јас чисто само сакав едно гледиште да кажам околу ова, бидејќи нели самиот Етериум, небитно сега терминот кој беше, поентата ми е следна, значи сакав да кажам дека на долг рок, тука го ставам во тој кош и биткоинот, значи на долг рок, јас не сметам дека ќе има такви растови како што имало претходно низ годините. Пример, значи кога почнал биткоинот, не знам, имало 10.000, 100.000 у проценти раст. Значи ние не можеме сега да очекуваме толкав раст. И со самото тоа, кога ќе ги земеме и предвид овие сликиве што ги објавувала таа аналитичарката за финансии сега што ги објави на Твитер, со тоа што ги корелира овие сите проекти од ISO 200 стандардот како стейбл коини, тоа може да даде дополнително до знаење дека овие валути сепак нема да имаат кузне каков раст. Ја не кажувам дека нема да имаат раст, значи со сигурност ќе има раст. Но низ годините целта им е да ги направат помалку волатилни и постабилни. Дури тука во овој кош ќе го ставам и биткоинот комотно. Он можеби ќе достигне бројка на следен бул маркет и до 500.000 наспроти еден биткоин. Наспроти долари наспроти еден биткоин. Но тука мораме да го земеме во предвид дека ќе го издампаат и доларот. Не само биткоинот што ќе порасне, значи можете да видите дека со самото дампање на доларот, криптовалутите ќе добијат сите на вредност. Добро, мора, ако они ги пропагираат овие како стандард ISO 20022, со сигурност нема да пропагираат некои средства што се многу волатилни. Значи мене тоа до знаење ми дава дека тие ќе имаат еден вид на постабилни растови и постабилни падови, односно помалку волатилни растови и помалку волатилни падови. Еден вид на стейбл коини само од втор калибар, како да ги наречам. Добро, вака земи ваков пример. Кога биткоин паѓа 1%, етериум паѓа 2, а сите останати паѓаат 4, 5, 10, 15.
Ама зошто е така? Market cap. Значи и тоа што го спомна со самата заработка. Значи за вие да заработите дупло, затоа е отворено овдека моментално на CoinGecko за да видите што сакам да кажам. Значи моментално во биткоин има внесено 446 билиони или милиарди, дома како сакате, долари моментално во биткоин. Така, за вие да добиете дупло на вашата инвестиција, биткоин мора да добие дупло на market cap, што значи дека треба уште толку пари да се додадат, односно уште толку пари да купи некој биткоин, со цел да се добие моментално дупло на вашиот профит. Кога станува збор за Етериум, ако е сега моментално 200 билиона, вие треба Етериум да стигне до 400 билиони за она што сте го инвестирале да добие дупла вредност. Така. Затоа е, нели, кога инвестирате во помали маркет капови, многу поедноставно и многу побрзо добивате на профит, но е многу поволатилно тоа што уствари никога се обиде да го објасни. Во превод, колку е поголем маркет капот, колку повеќе луѓето внеле пари, толку помалку се случуваат корекции и корекциите се помали. Но и профитот е помал. Но имав и друга поента покрај ова што го објасни сега. Сакав да кажам дека овие проекти што се дел од ISO 2.0.0 стандардот, што ќе го замени SWIFT, значи они тенденциозно идат кон тоа да ги направат постабилни, односно помалку волатилни. Тоа ми беше поентата, не околу маркет капот, тоа секако го имаме кажано многу пати, точно е тоа. Но околу овие 7 валути што се дел од ISO 2.0.0, јас сум сигурен дека нема да имаат големи растови на долг рок. Сигурно во следен бул ќе имаат дефинитивно тоа, но потоа како изминува времето и како се повеќе и повеќе добива на масовност тој стандард, точно. Односно се повеќе и повеќе го менја SWIFT-от, мене ми дава до знаење дека тие ќе имаат еден вид на стабилни, не може да се кажат стабилни, но помалку волатилни растови и падови. Тоа ми беше поентата. Во тој кош ќе го ставам и биткоинот секако, но откако ќе се случи булот правам муабет. Значи правам муабет подолгорочно гледиште сега. Не повеќе декади, на една декада од сега да го ставиме. Значи, сигурно ќе има раст. Не ме сваќате погрешно, сега не кажувам тука нема воопшто да паднат, да пораснат, тоест. Да, ќе пораснат, но се оди кон тоа да бидат помалку волатилни. Сега можеби биткоинот пак ќе биде повеќе волатилен од тие, со сигурност. Но пак има поголем маркет кап, како што објасни ти сега, падовите и растовите, како расте маркет капот, така ќе бидат и понамалени. Што на изглед ќе биде дека фактички слични ќе бидат како со овие поцентрализирани валути што ќе бидат дел од ISO стандардот. Значи да не ме разберат погрешно, Етериумот исто тука можеме комотно да го ставиме. Значи бул ќе има, каков ќе биде останува да видиме и според мене овие што се дел, колку се 7 валути се дел од ISO стандардот? Моментално тие официјално што се најавени од самиот ISO 2.0.2 се овие 7, други не. 7 се така? Да. Значи овие 7 валути со сигурност ќе пораснат, но тоа не значи дека сите ќе имаат огромен раст. Значи раст пример на Ripple од 50% е исто како што на Algorand пример е 500%. Тоа сакав само да им го објаснам на луѓето и добро што го објасни тоа со маркет капот. Тоа е така, бидејќи да им биде јасно, да се разбере. Голем маркет кап, логично. Значи тука сакам да кажам дека нема сите средства да имаат исти растови. Тоа ми беше поентата. Се зависи од тоа како ќе бидат прифатени. Значи колку и да се легални, на крај треба да видиме дали ќе бидат прифатени. А повторно, јас би сакал да ги имам, па дали ќе бидат прифатени останува да видиме. Така е. Тоа чисто сакав само да го додам, останува времето да покаже, а видиме што ќе се случи. Душто ја мислам дека 1 час и 20 минути е повеќе од доволно. Мислам дека бевме доста јасни во однос на тоа што сакаме да го објасниме во текот на овој ден. Повторно, значи како што може да видите, ова е едукативна програма. На крајот од денот јас и Никола сакаме да споделиме наши мислења помеѓу нас и веруваме дека вие ќе имате корист од истите со оглед на фактот дека пак на некој начин сме малку подолго во оваа тематика од вас.
Значи не без навреда, ова е само за нели да го изразиме нашето мислење на видео. Така да уште еднаш би заблагодарим на сите кои што се дел од Криптовалути Македонија, заедно со админите и нормално Никола како наш постојан гостин, и уште еднаш би ви заблагодарил за целата соработка која што давате на нашиот канал. И со ова би сакал да го завршам нашето видео, ќе оставам само Никола да се одјави и се надевам дека ќе имате некакви позитивни исходи од она што го кажавме денес. Благодарност до тебе уште еднаш, Антонио, и до се што правиш за заедницава во Македонија. Да ги поздравам твоите гледачи, да не забораат да си се претплатат секако бесплатно оние кои што не го направиле тоа, бидејќи нема поента да се претплаќате на некои странски канали таму што ги слушате по YouTube, а на Crypto Gamidžija каналот да не се претплатите. Така да направите го тоа, бидете у текст со се што правиме, и ако сметате дека некој треба да го дознае ова или да го споделите, слободно направите го тоа. Ние понатаму ќе продолжиме со нашите емисии. Поздрав! Ви благодарам многу, имате добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Crypto Gamidžija и од Никола. Peace.